Таа насока и ни стигна неколку прашања и на Facebook. Ќе би сакал да прочитам едно на Facebook од наш гледач кој вели вака: ако го земете фактот дека за малите партии и независни листи гласале повеќе од 100.000 луѓе, ако земеме дека имаше околу 70.000 невалечки лифчиња, ако во првиот круг имавме 52% луѓе што не гласале, а во вториот 60%, и ако градоначалникот на Скопје се избра со 95.000 гласа, кои се тие луѓе што воопшто дадоа глас за така наречениве победници? Поточно кажано, погубници, а лузери, тие не се победници. Затоа што толку години се на власт, поќе помалце, и немаат ништо добро направено, затоа што, пак ќе речем, нивните дела зборуваат за нив, не тие што кажуваат. Кои се тие луѓе? Тоа се луѓе кои што се заведени, изманипулирани, кои што имаат своји лични, мизерни интереси, да гласаат за овие луѓе, бидејќи мислат дека ако мојата партија дојде на власт, јас нема да бидам избркан од работа, или ќе ме вработат, па внуката, па детето, па сната, па не знам кој ќе го напредат. Значи, тие се луѓе кои што мислат повеќето од нив само за себе и за своји лични интереси. И се убедени дека нивните партии се најдобри, све друго не вреди. И колку да понудиш помош, и колку да понуди спас за нив и за државата Македонија, џабе му зборуваш. Тоа се луѓе, поточно кажано, повеќето чипирани. Нас ни треба да зборуваме и да се обраќаме на луѓето што не излегува на гласање. Или што гласаат погрешно. Не е битно од која причина, дали биле силувани, заплашувани, подкупени дури. Има сиромашни луѓе, може да го излезе за 2-3 да се, тоа е процес кој што, бидејќи од што немаме кој да го контролира тој изборен процес, поточно имаме криминален изборен закон. Или заведени. Заведени. Нас ни треба луѓето кои што седат дома, а такви беа, како што кажам, во конкретен случај, пример, зборуваме се за Скопје, кога во вториот круг не излегува ни 40%. И имаме градоначалник со 95.000, а Скопје има, пример, 450.000 гласачи. Така? Не. Вториот добива 60.000, човек кој што, за жал, не само што е во погрешна политичка партија, но сепак се кандидирал без високо образование. Ајде да зборуваме за тоа. Ајде. Што мислите вие околу сето тоа? Дали е морално, дали е потребно? Видете, се зборува за некој си бравар. Тито. Бил водач. Тој е маршал Тито. Тој бил генијалец. И во тие услови, кога тој стана маршал и кога стана председател на Социјалистичка федеративна република Југославија, тој човек имал 50 и нешто години после војната. Тој човек имал огромно искуство. И по тие околности, тој бил докажан, независно што немал факултет. И кога некој се споредува со него, тоа е мизерија. Прво, никој не може да се спореди со него. Буквално никој. Ние немаме таков човек и најверојатно никогаш нема да се роди. Тоа е нешто што во историјата треба да оставиме и нека почива во мир. Маршал. Друга работа. На Скопје, кај критериумо и на сите градови од и долу. Ние имаме случај и во Битола. Со средно училиште сака да бидат градоначалници. Ај се вака да речеме. Ако сакаш да бидеш директор во некоја фирма во Македонија, квалитетна фирма, не мора ни квалитетна биде толку. Што ти бараат тама? Да имаш високо образование. Ако сакаш да бидеш министер во Македонија, што викат високо образование, магистратура, искуство и така натаму. Тука имаме 29 годишен дечко кој што како човек може да тој е добар. Јас не го имам анализирано, но за жал доаѓа, пак ќе кажам, од партија каде што во последно време повеќето луѓе таа како партија прерасната во секта, председател не знае кај тера и одредени членови и така натаму имаат своја некоја си филозофија болшевичка, што никогаш тоа нема да се оствари и така натаму, но зошто ние дозволуваме во Македонија да имаме кандидати за градоначалници, тоа се високи функции, без факултети.
Некој ќе рече, па што зборува овој човек овој без факултет? Па добре, нека биде некој и со основно оделение. Не ја бива таа. Абе не ја бива таа работа, бе луѓе. Друга, 7 испити положил, просек имал висок, прво бил политиколог, па не знам, па се лажеше, па што е бе тоа луѓе бе? Дајте бе луѓе за фотелја, значи, уште не седнат на фотелја се лаже. Кој ќе седни на фотелја, кој ќе ги види парите, кој ќе види тендерите, Што правиме? што правиме тогаш? Значи, дај да имаме некои критериуми, како викаме за кандидатот да има то. Ами еден обичен човек с прескавици што врти, па треба да има искуство. Ќе ти ги изгори прескавиците, ќе затвориш сендвичарата. Ај се спорувам. Мене ми е ова све свешно. Значи, до каде стандардот е паднат ниско? Немаме луѓе толку учени, не мислам, или сите ни избега во странство, или Не, имаме, не види, имаме критериумот учени. ни е паднат. Критериумот ни е паднат и овде бараме некој оратор, како што бил Бранко, како што бил Лупчо. Точно тие криминални структури партално направе. Ние обожаваме оратори. Ние не гледаме колку квалитет има човек. Важно е убаво зборува, гледаш, фактички тој те манипулира до смрт. Мед да му тече. И ти мед му тече од уста. И ти трчаш, цела фамилија, како еден што каже во едно видео, па го пуштивме тоа видео. Цела фамилија трчаме, ни доручкуваме, трчаме да гласаме. Значи, што нација станавме? Нема, треба да имаме стандарди. Ние ги паднавме стандардите. Не можеш ти да бидеш градоначелник кој и да бил општина бе човече без образование, без искуство. Не може дете од 25 години да ти биде градоначелник. И се случува, СДС имаше во Карпош 27 годишно дете, брука невидена. И водеше? Не бито дали водел. Имавме пред 4 години, го заборев како се вика од СДС, 27 годишни човек кој што стана градоначелник на Карпош. Епа, за жал да, Стефан Богоев. Стефан Богоев, кој и да било. Значи, ние што мора да направиме? Треба да имаме стандарди. Значи, сакаш да бидеш кандидат за градоначелник на која и да било општина, тие се квалификации. Законот треба да се промени. Не може, смешно е, ќе ти се смеат луѓето. Па на овие избори дури да доју со 2 потписи тоа да се. Тоа со 2 потписи, тоа кажавме дека е намерно направено за да има многу листи, за да можат од нас како демократи да ни се влечат гласови, бидејќи нормално кој ќе имаш 150 листи, кој ќе имаш 5 листи не е исто. Бидејќи народот после по некоја инерција, овој ми е брачет, овој ми е другар, овој ми е пријател, способен, неспособен, ајде, нека биде градоначелник. И се не размислуваме дека нема појма, нема никакво искуство, биографија не му читаме воопшто на политичарите. Чекај последните барем 20 години. Види, младите луѓе треба да влезат во политика, бидејќи се разбира тие ќе ја водат во иднина. Но не може 25 годишно дете да биде премиер на држава. Не може 29 годишен човек да биде градоначелник на град Скопје на 500-600 илјади жители со средно образование. Па ајде еднаш да расчистиме овие работи, политиколог. Тоа значи, знаеш како научени се тие, малце да лажат, малце поќе да лажат и после на крај ептен лажат. Тешко нас, ако вака продолжиме, затоа се бориме ние како демократи, да ги промениме овие работи, да промениме закони и, како што реков, изборниот закон, и кривичниот закон, и многу други закони кои што ние како држава, еве зборувам за економијата, да имаме право децентрализација на општините, самите општини да можат да инвестираат, да градат своји фирми, фабрики, све што им е потребно. Дури ако има општина мојкна, има пари, се ако треба ќе гради здравствени установи, болници или ќе опремува своите болници, па ќе плаќа од буџетот на општината дополнително средства на лекарите, медицинските сестри и на сите за да не ни бегаат во